Денеска со председателот на владата сме во посета на граничниот премин Табановце. Најфреквентното место сувоземен премин на кој што доаѓаат патници од регионот на Северна Италија, за да видиме дали се соочуваат со некакви проблеми, предизвици припадниците на Министерството за внатрешни работи, Царинската управа и припадниците вработените во Центарот за јавно здравје во Куманово. Може да кажам дека координацијата и работата оди одлично, сакам да им честитам и да ги пофалам сите припадници на Министерството за внатрешни работи кои што одлично се справуваат со оваа ситуација. Целосно се почитува алгоритамот. Тоа значи дека се прашува секој пациент од каде доаѓа, доколку доаѓа од ризичните региони, се прави дополнително интервју дали бил во контакт со заболени лица, дали евентуално патникот има симптоми, доколку има, се трга настрана во посебна изолирана соба, се прави контакт со епидемиолозите од Центарот за јавно здравје, кои после тоа по потреба постапуваат според алгоритамот. Сметам дека ова е одлична координација, продолжуваме и со мали едукативни часови кои што ќе се одвиваат овде во зградата на полиција од страна на доктори од Центарот за јавно здравје и Институтот за јавно здравје во Скопје со цел да се надградат знаењата на полицајците, царинарниците во оваа сфера. Пациентката на клиниката за инфективни болести се осеќа добро, веќе трет-четврт ден е без температура, сметам дека полека влегува во една по-стабилна фаза од болеста. Нема нови пациенти кои што во овој момент се тестираат за коронавирусот. Новина е што во текот на вчерашниот ден стигна контролните резултати од лабораторијата во Германија со која што соработуваме, кои ги потврдија сите наши тестови, сите негативни и позитивниот на пациентката, што е обврска како на супервизија на работата на нашата лабораторија во рамки на Институтот за јавно здравје, потврда за точноста со која што се работат резултатите. Набавката на дополнителна опрема е во тек, тоа е опремата со која што би се дополниле нашите резерви. Во текот на вчерашниот ден го потпишавме договорот за дезинфекционите средства. Тие веќе од утре ќе бидат дистрибуирани со помош на локалната самоуправа по основните училишта, така да и тој проблем ќе биде решен. Сакам да упатам уште еднаш голема благодарност до сите представници на медиумите. Ние остануваме посветени на вака објективно, транспарентно, навремено и точно информирање на јавноста, по потреба еднаш или два пати во текот на денот. Ви благодарам.